Канал Плюс следуваат дел од настаните што го одбележаа денешниот ден. Со 5000 крводарители со 315% надфрлен план за 2014 година, Виница и понатаму е на врвот на хуманоста во државата. Одбележена е 70 годишнината од постоењето на Црвениот крст на Македонија. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски денес престојуваше во Штип на работна средба со раководители во администрацијата. Примената на двата нови закони за вработените во јавниот сектор беа тема на средбите со министерот. Денеска во Кочани беа доделени награди за неуспешните екипи и поединци во училишната лига во кошарка. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски денес престојуваше во Штип. Имаше средба со градоначалникот Илчо Захариев и со раководители на институции за управување со човечки ресурси. Повод за средбата беше примената на двата нови закона за вработените во јавниот сектор. Министерот за информатичко општество Иво Ивановски денес оствари работна средба со градоначалникот Илчо Захариев и со вработените во јавниот сектор и административните служби во општина Штип. Целта е да им се помогне на повеќето институции за побрзо да ги донесат новите систематизации и се направи функционална анализа, односно да се видат кои работни места им се потребни и кои се останати од стар систем да се усогласат според законот, а најмногу 50% од вработените да можат да имат слободни нови места во систематизациите, а институциите да ги искористат предностите на овие позитивни промени. Има голем број на позитивни промени. Се разбира тука пред се кога станува збор за вработувањето, ќе биде базирано само на компетенции, значи на знаење, тестови кои што се опознаваат странски јазици, компјутерски вештини, силогизми, интегритет. Дополнително во однос на напредокот на кариерата во вработените во администрацијата, каде што на почеток од годината се поставуваат објективни индикатори од претпоставените и врз база на тие индикатори ќе се мере успешноста на вработениот, оценувањето кое што ќе биде многу пообјективно од она што денеска го имаме во Република Македонија, каде што ќе оценуваат тие што се ваши колеги, граѓаните, тие што се над вас и тие што се под вас, и се разбира за најдобрите 5% од вработените ќе добиете 13-та плата како награда со мотивација да продолжат да се едуцираат и да работат. Овие промени се администрациите да бидат пофункционални и компактни и затоа е неопходна една ваква соработка и средба. Во законот се поставува и законска обврска сите вработени во администрацијата 40 часа годишно да следат обука, за граѓаните да бидат позадоволни од нивната работа и институцијата да биде поефикасна. Како дел од проектот формирање на бизнис центар за подршка и соодветни услуги на мали и средни претпријатија во Источниот плански регион, денес во Штип се одржа презентација на Knowledge центар. Малите и средни претпријатија ќе добиваат консултативни услуги од Агенцијата за вработување и Центарот за развој на Источниот плански регион. Во Штип се одржа првата од 6 планирани информативни средби во организација на бизнис центарот, кој од октомври минатата година работи во рамките на Источниот плански регион. Логистичката подршка ја имаше од Knowledge центарот. Се работи на програма за подршка на мали и средни претпријатија заедно со комуникацијска стратегија. Потребно е да изработиме еден интерактивен веб портал кој што може да се користи од сите мали и средни претпријатија, на кој ќе бидат внесени комплетно сите податоци кои што ќе бидат сместени во водичот за инвестиции, и имаме обврска да организираме 7 информативни настани, односно 6 настани, еден завршен настан на кој што ќе бидат промовирани проектните резултати. Во рамките на настанот представници на Агенцијата за вработување и од Агенцијата за подршка на претприемништвото и конкурентноста на Република Македонија пред представници на мали и средни претпријатија ги представија своите програми и можности во кои овие претпријатија можат да се вклопат
и да ги користат сите субвенции и бенефиции. Поволностите што добиваат, значи што имаат можност за одредени мерки да креираат работни места за потребите на работното место што го имаат како работодавачи, а воедно при тоа да добиваат и финансиска поддршка во вид на плати или опреми или кредити во зависност од програмата или мерката. Можам да кажам, работиме врз основа на владина програма која што се донесува секоја година, оперативен план и програм за 2015, поточно сега, во која се содржани повеќе мерки кои што се насочени пред се за подигање и зголемување на конкурентноста и продуктивноста на македонските компании и за невработените лица кои што се осмелат да отпочнат свој бизнис. Овој проект е наменет за мали и средни предпријатија. Поддршката е разновидна и се состои во опрема и репроматеријали, како и финансиска поддршка од 3 до 4.000 евра, доколку работно ангажираат невработено лице до 29 години. Има и други мерки со кои работодавците ќе бидат стимулирани за нивна поголема вклученост на пазарот на трудот преку вработување на невработени стручни лица. Отворен ден имаше во Агенцијата за вработување во Штип. Целта на овие инфосредби е невработените и работодавачите да се запознаат со активните мерки за вработување од оперативниот план на Република Македонија и да добијат одговори на прашањата поврзани со текот на постапката. Според измените во Законот за вработување и корисниците на социјална парична помош се обврзани да се пријавуваат во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа. Иако средствата од социјалната парична помош им се единствен извор за екзистенција, се случува овие лица да одбијат вработување. Има случаи, значи ние веќе имаме упатено на работа, некои се имат вработено, но некои имат и одбиено. Така да ние ќе ги опоменеме оние што одбиваат работа, бидејќи тоа се лица со НКВ, ниско квалификовани лица, немаат образование и тешко е да се најде за нив соодветно работно место. Затоа ќе бидат како општи работници, но доколку одбијат еднаш, ние ги опоменуваме, вториот пат ги бришеме од евиденција, а со тоа можено е и да се укине социјалната парична помош. Во Агенцијата за вработување во Штип евидентирани се 2900 невработени, активни и пасивни баратели на работа. Доколку некој работодавач има потреба, истите се известуваат со покана, со што бројот на невработени постепено се намалува. Преостанатите имаат можност да аплицираат за активните мерки за самовработување, предвидени со оперативниот план на владата на Република Македонија за намалување на бројот на невработени. Со цел невработените и работодавачите да се запознаат со подробности околу сите активни мерки и да им се одговори на прашањата поврзани со тоа како се одвива постапката, во просториите на Агенцијата за вработување во Штип денес беше одржан отворен ден. Најчестите прашања се за активните мерки. Значи како може да отворат собствен бизнис, да отворат фирма, по кои се придобивките ако преку Агенцијата за вработување аплицираат за некој грант за самовработување со кредитирање, услови на враќање на средствата ако е со кредитирање. Агенцијата за вработување на Република Македонија редовно одржува отворени денови со граѓаните, невработените лица и работодавачите, а дополнителни информации заинтересираните може да добијат на интернет страницата на агенцијата, која секојдневно се ажурира. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска имаше отворени денови за граѓаните на општина Пехчево. Директорот на агенцијата Зоран Поповски соопшти дека проблемите кои ги изјавиле жителите од овој крај на државата досега за таков проблем не слушнале во другите градови кои ги посетиле. Да го слушнеме директорот повеќе околу ова. Денеска слушаме некои проблеми за прв пат кои во другите региони сточарите ги немаат. Истите проблеми треба да се проверат, да се видат дали реално ги имаат тие проблеми, во кој обем се проблемите, сепак за превентивата не би сакал исто така да давам нешто пред време, бидејќи знам дека сегде и секаде навремено се применува. Исто така во однос на квалитетот научните маркици треба да се провери. Сепак од една изјава од одредени сточари, одгледувачи ќе треба да се провери нормално, да се види
бидејќи во другите градови до сега не слушнавме за вакви слични проблеми и нормално доколку истите се основани, ќе како агенција ќе ги преземеме соодветните мерки да видиме доколку стварно се касни со превентивата, зашто е тоа така, но еве до сега во нието еден регион немавме такви реакции. Со 5000 крводарители и со 315% надфрлен план за 2014 година, Виница и понатаму на врвот на хуманоста во државата. Синоќа на свечен начин беше одбележена 70 годишнината од постоењето на Црвениот крст на Македонија, при што беа доделени признанија и плакети на повеќе кратните крводарители. 2000 редовни, а на список 5000 крводарители или 1/3 од населението на Виница е посветено на најблагородната мисија, која за возврат не бара ништо. Крводарувањето е адот на виничани, а на општината со години наназад и го носи епитетот најхумана општина. Тоа е најхуманата општина во државата. На околу 20.000 жители имаме скоро 5000 крводарители, од кои 5000 крводарители несебично секоја година даруваат негде близу 2000 крводарители, што изнесува во процент надфрлување на планот за крводарување со 300%, оваа година поточно 315%, и повторно се уброивме у семејството на најхуманите и на најмокрите во државата. 70 годишнината од постоењето на Републичкиот и Општинскиот Црвен крст додели преку 200 признанија на крводарители кои со првите капки црвена течност ја одбележали и полнолетноста. Почетоците на, може да се каже, ова хуманитарна моја мисија са негде од средношколските денови. Значи, втора или трета година, после у војниот рок и веќе стануваше редовно да достигнах бројка негде од 75 пати, што ако Господ даде здраве, нели, кој ме служи, мислам дека ќе ги достигнам моите пријатели и сограѓани виничани кои веќе ги соборија рекордите на нова држава. Значи преку 100 пати. Иако хуманоста не треба да бара бенефиција, сепак крводарителите со став дека и оние приоритети кои треба да ги имаат барем во здравството, ги немаат. Што слушам колеги што работат по фирми, по тоа не им признавате, тоа не чини. И у здравството малку веќе намалија ова што требаше и што го имаше напред за крводарителите дека некои бенефиции. И за на доктор да идеш на преглед со приоритет, сакам да кажам, да не чекаш. Напред го имаше, на вратите пишуваше по болниците. Крводарители имате предност. И за плаќање, што се плаќа тие таму давачки што викаме, сега тоа многу, барем за мене, јас гледам дека не и за лекарства. Не користам. Не дај Боже да користиме, него што гледам, не сме многу задоволни крводарителите. Уопшто за сите ќе кажам, не за мене. Стократните крводарители вчера имаа приеми од градоначалникот Емил Дончев, а председателот на Советот Благица Андонова синоќ им ги врачи признанијата од името на општинската организација. Свеченоста беше заокружена со забава и дружење под покровителство на општина Виница. Во рамки на проектот на Ивана Македонија создади книга. Објавена е збирка раскази на познати македонски автори, но и на млади автори кои се на почетокот на творечката кариера. Освен издавање книги, со проектот на Ивана се опремуваат неколку читални во државата. Ивана Македонија го промовираше второто издание раскази како дел од проектот Создади книга, каде се поместени книжевните креации на Владимир Мартиновски, Ермислав Азановски, Лира Бојко, Симона Јовановска и Верче Карамфиловска, а воедно ќе има и дела на млади македонски автори. Во рамките на проектот Создади книга промовирана е нова читална како дел од кампањата на Ивана Македонија. Целта е да се поттикнат читачките навики кај младите во партнерството со Асоциацијата за истражување, комуникација и развој. За книгата да се доближи до младата популација, тргнувајќи од индивидуалните потреби и капацитетите на децата, и во иднина ќе бидат спроведувани едукативни работилници и користење на современи методи. До крајот на овој месец со донација на Ивана, читални ќе бидат отворени на повеќе места. Станува збор за во Центарот за културата Браќа Миладиновци во Струга и во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Битола, во соработка со иницијативата за културен активизам и Форум 16.
Во рамки на кампањата на Ива на Македонија за поттикнување на читачките навики кај младата популација, распишан е и конкурс за најдобра првоаприлска маска инспирирана од ликот книга, со што ќе биде одбележан и 2 април, светскиот ден на книгата за деца. Евана за најдобрите и најкреативните учесници обезбеди награди. Денес во Штип беше промовиран втор шах на отворено. Шахот е лоциран во зоопарк во местноста Бриони. Штипјани шах на отворено досега имаа можност да играат на шахот лоциран на пешачката патека позади Исарот. Во рамките на уредувањето на општина Штип, денес беше промовиран шахот под отворено небо, кој е направен во зоолошката градина во местноста Бриони. Покрај овој парк кој е прв во Источна Македонија и кој беше наменет за помалите генерации, овој шах на отворено општината го постави за релаксација на повозрастните. На една од своите седници владата донесе одлука да во сите средини каде може да направиме шах на отворено, тоа да го направиме. Вие знаете дека на патеката за Исарот веќе отворивме еден шах, а сега отвараме во нашиот зоопарк. Зошто го правиме тоа? Затоа што приметивме дека најчести гости овде се пензионерите со своите внуци. Дури децата уживаат и ги разгледуваат животните и уживаат во овој прекрасен рај што го створивме за децата, убаво е да створиме нешто и за нашите пензионери. Овде нема да застанеме, значи нареден период ќе не биде автокоманда да направиме шах, да направиме во населбата Тузлак и во населбата Баби. Со тоа ќе имаме 5 шаха на отворено и лично мислам дека тоа ќе биде голема придобивка за нашите пензионери, бидејќи тие се многу битен дел за нашиот град. Ние инвестираме во нив и верувам дека на овој начин ќе се релаксираат. Малку ќе се опуштат од секојдневните грижи и овде ќе биде навистина многу убаво. Уредувањето на овој дел продолжува и во наредниот период. Овој дел од градот ќе биде рајско катче за сите генерации во Штип, како и за цела Источна Македонија. Како јавно претпријатие го оформивме овој зоопарк за најмалите и со така мислиме и на пензионерите, веќе направивме овде шах да може да се рекреираат. Ќе поставиме уште многу клупи. За 20 на дена веќе ги очекуваме и мајмуните да пристигнат од Скопје, значи во нашето живеалиште кој веќе го оформуваме. Значи ќе поставиме овде едно летно училиште, летна училница, каде што ќе можат сите просветни работници да од образованието да ги држат своите настави во природа, така да ова представува една рајска градина за сите граѓани, не само за општина Штип, туку и за сите граѓани во цела Источна Македонија. А дека овој дел од градот е навистина убаво место за одмор и релаксација, потврдуваат и повозрастните генерации, пензионерите. Не достигаше едно вакво катче и ние поздравуваме ваа акција и вие планови граничалникот што планира да направи во повеќе урбани заедници, вакви места каде ние пензионерите, шетајќи со внучењата, со своите сопруги и ќе се тука малку поминуваме едно време, кај ќе се дружиме и ќе се релаксираме, па да го развиеме малку и мозокот, нели? Ние сме возрастни, ако тоа не го правиме, ќе блокираме, нели? На граѓаните им останува само да ја дочекаат пролетта и да го поминуваат слободното време во овој реон играјќи шах. Во мултимедијалниот центар на Угада се одржа работилница на тема примената на бабини игри во образовниот процес. Проект кој овозможува учење преку игри кои се комбинација од традиционалните македонски игри и модерните технолошки алатки. Во мултимедијалниот центар на Угада се одржа работилница на тема примената на бабини игри во образовниот процес, чиј автор е Марина Василева. Со програмата на проектот се овозможува учење преку игри кои се комбинација од традиционалните македонски игри и модерните технолошки алатки. Целта на авторката за реализација на ваквиот проект е да се зачува традицијата на друштвените игри. Треба да се оживеат заборавените детски игри, кои се на некој начин наша култура, традиција, нели, која што си ја практикуваме, а за жал во последно време се заборава. Детскиот джагор се помалку го има по улиците, малата и така натаму. Значи ги оживуваме игрите, ги реализираме наставните цели кои што можат да се реализираат благодарение на овие игри, од најмала до најголема возраст, каде што може да се вклучат и студенти кои што можат да програмираат со најновата технологија физичко движење во игрите. Значи, дигитализација на културно наследство би било нешто што е најсоодветно и најблиско на овој проект. Има многу луѓе кои што беа дел од овој проект,
Од цела Македонија имавме училишта кои што учествуваа. Беа учесници од Швајцарија, имавме од Хрватска, од Црна Гора, од Бугарија и така натаму. Работилницата имаше едукативен карактер и беше наменета на млади ученици како и на студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Мислам дека ќе биде начин да се пренесе на наставниците едноставноста за користење на овие игри во училница, во училишен двор, а дополнително компјутерите да бидат алатка со која што ќе учат. На глобалниот форум на Microsoft кој се одржа во Вашингтон, токму проектот Бабини игри го освои второто место во конкуренција на 115 проекти од 70 земји. Денеска во Кочани беа доделени награди за најуспешните екипи и поединци во училишната лига во кошарка. Признанијата на наградените им ги додели градоначалникот Ратко Димитровски. Во присуство на градоначалникот Димитровски, представници од општината, тренерите и кошаркарските екипи од основните училишта од општината, денеска во спортската сала на основното училиште Никола Карев, на победниците и учесниците им беа доделени признанија и пехари на екипите кои добија прво, второ и трето место во машка и женска конкуренција. Наградите им ги додели представникот од општината и градоначалникот Ратко Димитровски. Нашата лига, училишна лига, за учебната 2014-2015 година се одвиваше во текот на првото полугодие од минатата година и во месец декември ги добивме и победниците од основните училишта во нашата општина. Јас на сите им честитам, им посакувам успехи понатаму и сакам да порачам дека општината ги поддржува масовните такви акции, таквите спортови и понатаму ќе продолжи со другите спортови кои што ги имаме во основните училишта. Како што е футсалот, како што е пинг-понгот, како што е, ќе имаме оваа година и пинг-понг, ќе имаме традиционално и шах и ќе настоиме да имаме и ракомет во што помасовна форма. Покрај најдобри екипи им беа доделени благодарници на најдобриот играч во кошарка во машка и женска екипа. Во училишната игра се игра повеќе надпревари, беше напорно, но успеавме да ги победиме сите екипи. Јас мислам дека оваа награда ќе ми значи многу и ќе ме потикнува да одам уште понапред. Добив награда за најдобра кошаркарска од женските во општина Кочани. Ова има големо значење за мене. Први сме во општинската женска лига. Сега први сме и во источниот регион, сега ќе одиме на зонско. Општинската лига во кошарка се одржува секоја година во организација на општината и училиштата. На манифестацијата благодарници добија и тренерите од основните училишта. Овде го завршуваме дневникот на Канал Плюс. Следи временската прогноза. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.